Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Данче Гиговска, оделенски наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи, општина Центар. Денес, на часот по природни науки, за прво оделение, ќе научиме дека сетило за вкус е јазикот. Како го користиме сетилото за вкус? Какви вкусови можеме да вкусиме? И грижливо да се однесуваме кон сетилото за вкус. Кој ти е омилениот вкус на сладолед? Мојот омилен вкус на сладолед е од јагода. Иако имам омилен вкус на сладолед, секогаш сакам да вкусам нови вкусови. Нели е супер тоа што можеме да вкусиме повеќе различни вкусови? Јаболко, чоколадо, пилешко месо, сирење, лимон, лубеница, сетилото за вкус ни помага и да откриеме кога храната е добра или опасна. Кога ќе се напиеме расипано млеко, веднаш забележуваме дека вкусот е непријатен. Таа храна нема да ја конзумираме, затоа што може да ни наштети по здравието. Сите овие вкусови можеме да ги почувствуваме со помош на сетилото за вкус, а тоа е јазикот. Јазикот е мускул, како што се мускулите на нашите раце и нозе. Јазикот е сместен во устата, во устната шуприна. Јазикот е посебен мускул кој може да препознае дали храната е топла или студена, премногу мрсна, течна или тврда. Има најмалку 5 вкусови кои јазикот може да ги препознае. Благо, кисело, солено, луто, горчливо. Погледни се во огледало и наблюдувај го јазикот. Забележуваш мали топчиња кои се наоѓаат на површината на јазикот. Овие топчиња се главни виновници за да можеш да ги вкусиш сите различни вкусови и да почувствуваш кој од нив ти е пријатен, а кој непријатен. Јазикот, кој е сетило за вкус, работи во пар со носот, кој е сетило за мирис. За да ни биде јазикот здрав,
Не смееме да конзумираме премногу студена или премногу жешка храна. Со оваа храна можеме да го повредиме јазикот. Секој треба да се грижи за своето здравје. Драги ученици, благодарам на вниманието. Се гледаме повторно со нова наставна содржина.